Здраво, ова е 56-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Рома на Алфонсо Куарон, во кој станува збор за животот на една фамилија во Мексико во почетокот на 70-тите години на минатиот век, во куќа во која живеат заедно со нивните две куќни помошнички. По серија на немили настани, помошничката Клео, глумена од Јалица Апарисио, мора да најде начин да го зачува спокојот во семејството, иако самата се наоѓа во незавидна позиција. Препуштени сме да бидеме сведоци на рутината на Клео, која му служи на семејството, одржува ред во куќата, глумејќи речиси сурогат мајка на децата, и по нанижаните несреќи гледаме дека таа е нераскенлив дел од фамилијата. Воочлива е класната нееднаквост помеѓу ликовите, но исто така филмот сведочи дека сите тие поминуваат ни слични предизвици, како што масовни историски настани, налик прикажаниот Корпус Кристи масакар на војниците во студентскиот протест, ја менуваат државата, така и интимните падови ја променуваат персоната. Трагедијата ги трансформира ликовите, додека средината ги прави тоа што се. Некои се сближуваат, а други се оддалечуваат при секој животен стремеж, демонстрирајќи ја хуманистичката димензија на филмот. Режисерот не заборава и да не потсети дека постои свет надвор од светот во мало, со надлетувањето на авионите, најавувањето на борбата на Криденси и Битлси на радио и увезување на боречки вештини. Филмот е ахроматско прустово невраќање на авторот кон загубената детска невиност од пред половина век. Меѓутоа, овој спомен на истоимената населба на Куарон е едно од најдобро екранизираните сеќавања со помош на визуелна поезија на филм. Шпанскиот е официјален јазик, а интерен јазик меѓу помошничките е микстечкиот, уште една метафора за поделеноста на класите и припадноста. Низ брановидната елегија од емоции кои ритмички се напластуваат едни врз други преку течението на кадрите, водени сме од молчеливата и на моменти наивна стоицистка натуршчица која ја глуми Клео, која покажува нежност и грижа кон фамилијата на која и служи, но некојаш ќе мора и грижеливиот да биде згрижен. Машките ликови се карикатури, кои ги напуштаат женските, а режисерот половата дискрепанца вешто ја прикажува со неколку символи, меѓу кои е и автомобилот на таткото на фамилијата, кој добива подобар третман од неговите најблиски, а неговата сопруга спонтано ја демолира неговата скапоценост во секоја можност која ќе и се пружи. Изнудена е спонтаност во изведбата поради незнаењето на сценариото и погрешните насоки кои ги добивале актерите од Куарон, што, иако сведочи за непредвидливоста на животот, му додава убедителност на филмот. Тежиштето паѓа на двете мајки, избегнувајќи го детализирањето на карактерите на децата, свесна одлука која не дозволува филмот да прерасне во coming of age филм во кој деца се централни ликови, што има своји реперкусии. Индикативно е дека овој slice of life, односно животна сага за хрониките на обичниот човек, е блиска до иницијалниот италијански неореализам. Во абсурдните сцени филмот добива комична, но и надреална Бунјуелова нота, посебно кога селото гори, а еден дечко во костим пее насреде шумата вивната во пламен. Куарон не заборава дека претходно снимил магичен филм, постапокалиптичен, еротски и вселенски филм, со тоа што делимично применува визуелни автореференцијални начини на кадрирање од неговите ремек дела, од бар сличен на тој од И ту мама тамбиен, до проекција на нискобуџетен мексикански космонаутски филм како антитеза на Гравити и на снимена толпа од вооружен немир насреде кој се наоѓа бремена жена, својствена за Children of Men, како и сега веќе култниот пен во новиот автомобил на фамилијата, минус и стрелите, завршувајќи го филмот со реферирање на молитва за спокој од Упанишадите. Сцената од плакатот на филмот тешко дека во скоро време ќе се избрише од колективното несвесно поради емоционалниот набој. За разлика од останатите филмови на Куарон, Рома не се базира на спектакуларни визуелни ефекти и нема потпора од жанровските конвенции и енормни буџети за содржината да ја обдари со воодушевувачка форма, но затоа Рома е медитативен филм кој докажува дека Куарон не го чинат филмски мајстор овие луксузи, туку способноста да слика со емоции на филмското платно на 70 мм.
Куарон е кантавтор на филмот и има контрола не само врз сценариото, туку тој е кинематографот и монтажерот на филмот, што значи дека се погрижил неговата визија да биде комплетно спроведена до самиот крај. Маката од недостапноста на Лубецки прави од Куарон кинематограф кој го освојува просторот со панови и трекинг кадри, со кои ја следи хероината во интериерите на домот и екстериерите на градот и селото, доловувајќи широка панорама на Мексико од спомените, исполнувајќи кадри со масовни сцени од пренаселениот град и составувајќи еден флуиден филм кој Шантал Акерман би убила да го вброи во својата филмографија. Лицемерен беше потватот на Канскиот фестивал кој забрани да се прикажуваат филмовите купени од Netflix во програмата на фестивалот, барајќи уште една неиздржана причина за провоцирање на наслови на таблоидите, не баре станува збор за возрастни луѓе кои се однесуваат инфантилно, колку да има за што да се озборува. Да не се лажеме, на Кански дистрибутерите не одат за квалитетот на филмовите, туку да купат што е можно повеќе филмови за кои се дига врева, така што ако е во ред Вајнстинови со години да купуваат филмови од Кан и затвораат во сеф, правејќи ги недостапни за конкуренцијата и за потенцијалните гледачи во САД, само затоа што им се може, смешно е да се глуми филмски елитизам, не дозволувајќи им на филмови кои имаат високи естетски квалитети да бидат прикажани на големото платно. Затоа стотици милиони претплатници на Netflix ширум светот не ја пропуштија можноста да го погледнат филмот во своите домови, иако неспоредливо е со гледањето на филмот во лимитираниот број на избраните киносали во кои беше прикажан овој месец. Во Венеција го немаа тој проблем со Рома, напротив, филмот на тој фестивал го наградија со Златен лав. Филмот за Либорија Родригес, вистинската помошничка на семејството на Куарон, ја има моќта да го разгори пламенот на емпатијата во секој гледач на Netflix, кој да бара бомбастична акција во едночасовниот пролог на колоквијалности, ќе добие неспектакуларно прикажување на интимата од напречниот пресек на фамилијата во 135 минути, за до крајот на филмскиот мемуар секој гледач да биде сраснат дел од филмот. По сите параметри, мексиканскиот кандидат за Оскар од неанглиско говорено подрачје, кој воодушевуваше на филмските фестивали во Венеција, Њујорк, Бусан, Торонто, Чикаго, Солун, Лондон, несомнено е силен фаворит за статуетката. Филмот е уште еден бисер во магнум опусот на Алфонсо Куарон. Ако морам да го евалуирам, тогаш Рома од мене има 4,5 од 5. Доколку ви се допадна 56-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!